27 глава. Неговата послушност. Лиса беше загрижена затоа што нејзиниот сопруг, Јонатан, не растеше духовно колку што растеше таа. Нејзиниот однос со Господ се продлабочуваше секој ден, додека неговиот се чинеше дека станува се послаб исто толку брзо. Таа беше исфрустрирана од неговиот недостаток на духовна посветеност, бидејќи копнееше заедно да растат и да имаат заедничко искуство во оваа суштествена област од нивниот живот. Таа не сакаше да биде духовниот водач во семејството. Кога и да спомнеше нешто во врска со тоа, Јонатан протестираше, велејќи дека е толку многу зафатен со својата кариера, што нема доволно време за да биде со Господ и да го чита неговото слово. Дури и неговите деловни патувања често бараа да биде надвор од градот за викендите, така што тој пропушташе да оди во црква со својата сопруга и нивните деца. Она што најмногу и пречеше неа, беше тоа што ништо од тоа не му пречеше нему. Односно, се додека неговата работа не стана поголем предизвик отколку што тој можеше да ја поднесе, бидејќи се повеќе беше под стрес, Лиса можеше да види колку тоа го исцрпуваше. Таа знаеше дека доколку тој може да направи спој меѓу времето поминато со Бог секој ден и пронаоѓањето на духовна сила, неговиот живот ќе биде многу подобар. Таа исто така беше сигурна дека тој не беше подготвен да слушне за тоа од неа. Иако Лиса знаеше дека Бог го повикува Јонатан на овој чекор на послушност, таа реши да не зборува ништо. Место тоа, се молеше секој ден тој да копнее за повеќе од Бог во неговиот живот. Иако се молеше со месеци, без никакви видливи промени, едно утро тој тивко изјави: "Ке одам малку порано на работа денес, бидејќи ми треба време насамо со Господ, пред да почнам да правам што било друго." Таа тивко му заблагодари на Бог. Оттогаш, со само неколку исклучоци, тој секое утро заминуваше од дома порано, за да ја чита Библијата и да се моли во својата канцеларија. Тоа беше пред 2 години и сега оваа духовна дисциплина се пренесе исто така и во областите на физичката дисциплина. Тој вежба, јаде здраво, ја губи тежината која сака да ја загуби и добива нова енергија. Само Бог може да го стори тоа. Ако јасно гледаш дека твојот сопруг оди на погрешен пат, дали треба да му кажеш нешто? Ако треба, тогаш колку многу треба да кажеш и кога е вистинското време за да го кажеш тоа? Јас сватив дека најдобриот начин на кој треба да продолжиме е да го однесеме тоа прво кај Бог и да го одмериме според неговите мерки. Тој може да те води едноставно да молчиш и да се молиш, како што тоа го стори со Лиса. Но доколку те води да разговараш со твојот сопруг во врска со тоа, има многу повеќе шанси тој да го слушне Божиот глас во твоите зборови, доколку се молиш пред да зборуваш. Се што може да биде примено како наговарање да стори нешто, може да биде контрапродуктивно и е подобро да остане некажано. Да се молиш неговите очи да бидат отворени за вистината и неговото срце да биде уверено е многу поефикасно отколку да му кажуваш што треба да прави. Можеш да го охрабриш да го прави она што е добро и да се молиш да го прави она што е добро, но на крајот на краиштата Божиот глас е тој кој го има најголемото влијание. Ниеден човек не може да го прими сето она што Бог го има за него ако не живее во послушност. Исус, кој никогаш не заобиколуваше, рече: "Ако сакаш да влезеш во животот, почитувај ги заповедите." Евангелие според Матеј, 19 глава, 17 стих. Тој знаеше дека на човекот ништо друго не може да му даде повеќе мир и сигурност, отколку знаењето дека го прави она што Бог сака тој да го прави. Божјото слово ветува дека ако биде послушен на неговата волја, твојот сопруг ќе најде милост. Псалм 25, 10 стих. Мир.
Псалм 37, 37 стих. Среќа. Пословици 29 глава 18 стих. Изобилие. Пословици 21 глава 5 стих. Благослови. Евангелие според Лука 11 глава 28 стих. И живот. Пословици 21 глава 21 стих. Доколку не живееме во послушност, тоа ќе ни донесе тешки последици. Пословици 15 глава 10 стих. Неодговорени молитви. Пословици 28 глава 9 стих. И нема да можеме да влеземе во прекрасните работи што Бог ги има за нас. Прво Коринќаните 6 глава 9 стих. Животот во послушност не значи само да ги извршуваме Божјите заповеди, туку и да внимаваме на Божјите специфични упатства. Например, ако Бог му наложи на твојот сопруг да се одмара, а тој не го прави тоа е непослушност. Ако тој му рече да престане да прави одредена работа, а тој продолжи да ја прави, тоа е непослушност. Ако тој му рече да се пресели на друго место, а тој не го прави тоа, и тоа исто така е непослушност. Оној кој го прави она што Бог го бара од него, ја гради својата куќа на карпа. И кога дождот, реките и ветрот ќе нагрвалат на куќата, таа нема да се разурне. Евангелие според Матеј, 7 глава, од 24 до 27 стих. Не би сакала да бидеш сведок на уривањето на твојата куќа, заради непослушноста на твојот сопруг, за која било област. Иако не е твоја работа да му бидеш мајка или гестапо, сепак твојата работа е да се молиш и да зборуваш откако ќе добиеш наредба од Бог. Ако непослушноста на твојот сопруг спрема Божјата волја веќе ја урнала вашата куќа на некој начин, знај дека Бог ќе ја награди твојата послушност и ќе се погрижи да не бидете уништени. Тој ќе ги излее своите благослови врз вас и ќе го обнови она што било загубено. Само продолжи да се молиш да нема проблеми со слухот кога се работи за Божјиот глас и да има сила, храброст и мотивација да постапи според она што ќе го слушне. Молитва. Господе, Ти рече во Твоето слово, дека ако мислиме беззаконие во своето срце, Ти нема да не слушнеш. Псалм 66, 18 стих. Сакам да ги слушнеш моите молитви, па затоа те молам да ни откриеш ако некаде има непослушност во мојот живот, особено во однос на мојот сопруг. Покажи ми ако сум себична, без љубов, критички настроена, лута, гневна, без простување или огорчена спрема него. Покажи ми каде не сум Ти послушна или не живеам според Твојата волја. Го исповедам тоа како грев и те молам да ми простиш. Се молам да му дадеш на името на сопругот, копнеш да живее во послушност спрема Твоите закони и спрема Твојата волја. Откри го и искорени го она на кое тој доброволно му дава место, а кое не е од Тебе. Помогни му да ја предаде секоја своја мисла и дело под Твоја контрола. Подсети го да биде добар, да не зборува лошо за никого, да биде благодарен, кроток и понизен. Тит, 3 глава, 1 и 2 стих. Научи го да ја прегрне болката на дисциплинирањето и учеништвото. Награди го според неговата праведност
и според чистотата на неговите раце. Псалм 18, 20 стих. Покажи му го Твојот пат, о Господе, научи го да оди по патеките Твои, упати го во Твојата вистина, зашто Ти си Бог на спасението. Псалм 25, 4 и 5 стих. Направи го личност која те слави, бидејќи знам дека кога те обожаваме, добиваме јасно разбирање, нашите животи се менуваат и добиваме сила за да живееме според Твојата волја. Помогни му да ги слуша Твоите специфични упатства и помогни му да ги извршува. Дај му срце кое копне да извршува Твојата волја и нека ужива во мирот кој доаѓа само кога живееме во целосна послушност според Твоите заповеди. Моќни алатки. Синко, не заборавај ја поуката моја и срцето Твое да ги чува заповедите мои, зашто тие ќе ти придадат долги дни, години на живот и мир, милоста и вистината да не бидат скудни во тебе. Обеси ги на вратот свој, напиши ги врз плочите на срцето свое. Пословици, 3 глава, од 1 до 3 стих. Секој што ми вели, Господи, Господи, нема да влезе во небесното царство, туку оној кој ја врши волјата на мојот татко кој е на небесата. Евангелие според Матеј, 7 глава, 21 стих. Кој го отстранува увото свое да не го слуша законот, на таквиот и молитвата му е одвратна. Пословици, 28 глава, 9 стих. Слушајте го мојот глас, и јас ќе бидам ваш Бог, а вие ќе бидете мој народ, и одете по оној пат по кој ќе ви заповедам, за да ви биде добро. Еремија, 7 глава, 23 стих.